Свето Благовештение е богородичен празник, еден од празниците посветени на Пресвета Богородица, а некои го сметаат и за двоен празник – Господов и Богородичен. Господов бидејќи на овој ден Господ Исус Христос се вплотил, зачнал, а Богородичен бидејќи Богородица станала Божја мајка. Благовештението е истоименито со Евангелието. Тие носат исто име. Евангелие е благовестие, благовештение или благовештение на Пресвета Богородица. Овој празник бил именуван и како благовештение на Марија од ангелот, зачнување Христово, почеток на искупувањето, почеток на спасението или благовештение за Христа. Благовештение го празнуваат и источната и западната црква. Неговото народно именување е Благовец, Благовден, половина Великден или Куковден. Празникот Благовец е секогаш на 7 април, односно 25 март по стариот календар. Датумот не го менува и е од групата на постојаните празници. Постојат две причини за поврзувањето на Благовец со овој датум. Првата е поврзаноста со Божик, а втората со создавањето на човекот. Уште од древноста секогаш се празнувал на 7 април. Благовец е строго поврзан со Божик. Се празнува точно 9 месеци пред Божик. Неговата поврзаност со Христовото раѓање не му дава да биде изместен, бидејќи тој е датумот на зачнувањето, 7 април, а 9 месеци потоа е раѓањето на Господ Исус Христос на 7 јануари. Црквата го посветува овој празник на благовестието или богозачетието. Тоа е почеток на спасението, почеток и на Евангелието. Таа вест е првото Евангелие или благовестие, блага вест, радосна вест за спасението. Химната на празникот, основната песна Тропарот вели: денес е почетокот на нашето спасение и откривањето на вечната тајна. Синот Божји станува син на дева и Гаврил благодат благовестува. Затоа и ние со него да и воскликнеме на Богородица. Радувај се благодатна, Господ е со тебе. Настанот го опишува и Светото писмо и Светото предание. Во Евангелието според Лука се запишани зборовите на благовестието и разговорот со архангелот. А Светото предание кажува дека тогаш Света Дева Марија била во градот Назарет, во куќата на Јосиф и го читала Светото писмо, и тоа точно зборовите од книгата на пророкот Исаија, кои пророчки велат дека девицата ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, а ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Само што се израдувала на пророштвото и возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка би служела до крајот на животот, нејзе и се јавил архангелот Гавриил и кажал дека таа е девојката што ќе го роди спасителот на светот. Токму по повод Благовец во сите храмови на Македонската православна црква се одржува света литургија, додека во соборниот храм на светиот великомаченик Димитрий во Крива Паланка на покана од надлежниот епархиски архиерей митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил по повод третата недела од Великиот пост, крстопоклона и празникот Свето Благовештение, епископот Лешочки господин доктор Јосиф во служение со Кривопланечкото архиерејско наместништво благоволи да богослужи божествена архиерејска литургија на 7 април 2013. По литургијата епископот се обрати кон мноштвото верници за кои храмот во Крива Паланка беше претесен да ги собере. Денес е почетокот на нашето спасение и откривање на предвечната тајна. Синот Божи, син на дева станува, а Гаврил благодат ја благовестува. Затоа и ние со него Богородице воскликнуваме: радувај се благодатна, Господ е со тебе. Благовештение е најрадосниот и најсветлиот ден во годината. Тоа е празникот со кој е поврзано ликувањето и прославувањето на светот и животот. Светот и животот видени низ призмата на христијанството. Центарот на овој празник е пораката упатена кон Пресвета Богородица од архангелот Гаврил. Радувај се. Драги браќа и сестри, да се радуваме и ние, затоа што во ликот на Пресвета Богородица е победено злото во светот. И таа представува наша утеха и подкрепа на патот кон воспоставувањето на нарушената заедница со Бога. Со благата вест, Бог повторно ги даруваше луѓето со својата благодат. И од тогаш започна да се извршува тајната на спасението на светот. Затоа го прославуваме овој празник и затоа овој ден останува за секогаш да биде празник на радоста и светлоста. Бог слезе од небото за човекот да се издигне на небото. И како што слегувањето Божјо на земјата беше благовестено од архангелот, така Бог на секој човек му даде ангел пазител да го чува и да го спасува од греф и неволји. Но човекот како слободно и разумно битие, како слика и прилика Божја, своето спасение треба и сам да го заслужи. Својот живот треба честно и богоугодно да го живее. Славејќи ја милоста и човеколюбието Божјо, ја славиме и неговата пресвета мајка,
која учествуваше во големата тајна на нашето спасение. Таа е најубавиот украс и најголемата чест и слава на целиот човечки род, бидејќи во неа човечката природа беше соединета со Бога. Затоа Светата Црква радосно ја слави и ја велича како почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите. На крајот од обраќањето епископот Лешочки им порача на верниците во своите молитви секогаш искрено да се обраќаат кон Пресвета Богородица, мајката на нашиот Бог, зашто таа ги услишува нашите молитви и е наш застапник пред Бога. Таа е благословена меѓу жените и Господ е со неа. По молитвите на Пресвета Богородица и Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј не, епископот ги причести верните со светите Христови тајни. Инаку, можеби многумина не знаат дека Благовец е празник на Божјата мајка, а според старата црковна традиција е и празник на сите мајки, односно Ден на мајките. Новото нецрковно време допринело тој да биде заменет со празнувањето на 8 март, па се подзаборава дека Благовештение е празник на мајките. На Благовец е Ден на мајките затоа што Богомајката Богородица е заштитничка на сите мајки кои зачнале и станале мајки. Тоа е Ден на мајката која дала нов живот. Тогаш децата и благодарат на мајката, ја гушкаат и даваат дарови во знак на љубов, почит и внимание. Мајките пак на овој ден ги благословуваат децата и тие да имаат своји рожби и радости. На Благовец се покажува особена сострадалност и помош кон сирачињата, кон бедните и унесреќените. На Благовец именден празнуваа Благој, Блаже, Благун, Вангел, Блага, Благица, Благуња, Бонка, Вангелија, Евангелица и многу други. Некои црковни писатели велат дека благовештението и зачнувањето на Исуса Христа се случиле на истиот датум и во тој ден кога бил создаден човекот. Бог го создал човекот без грев, но тој сгрешил и требало да биде пресоздаден во истиот ден кога прв пат бил создаден, а тоа е денот Благовец, кога започнува искупувањето на човекот. Господь Бога во царствие свое,